Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски денес ја посети стоматолошката ординација Драган Дентал, која што е отворена со помош на програмата за самовработување. Ристовски посочи дека ефектите од програмата за самовработување се позитивни. Оваа програма предвидува доделување на средства во висина од 3000 евра, кои што се неповратни и се наменети за отварање на мал бизнис, односно за самовработување. Ристовски посочи дека досега се доделени средства на 420 лица, а веќе е распишан и вториот повик. Кредити за самовработување се предвидени за над 500 лица. Во оваа прилика повторно ги повикувам сите граѓани да аплицираат. Првиот циклус има над 420 успешни веќе реализирани бизниси со повлекување на кредити и започнување на истите, а колку за илустрација за првиот циклус имаше 3 пати повеќе апликанти од она за кое што беше планирано, што значи дека мотивот и интересот кај граѓаните е значително зголемен и верувам дека и во вториот циклус ќе се следи истиот пример. Министерот Ристовски нагласи дека граѓаните овие 3000 евра може да ги искористат за основање на бизнис, но и за набавка на соодветна опрема која што им е потребна. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски истакна дека покрај оваа програма граѓаните ќе може да добијат и дополнително кредитирање кое што е повратно. Следуваат кредити кои се повратни, значи веднаш по завршување на овој циклус на 30 мај, од 1 јуни веќе почнува повторно вториот циклус за кредитирање, каде што имаме два типа на кредитирање. Едниот е до 3000 евра за мал обем на бизнис или трговија и другиот е за поголем обем на бизнис, односно производство со 5000 евра за носителот на проектот. Сопственикот на ординацијата, која што е отворил пред 3 години со помош на програмата за самовработување, ги повика невработените лица да изготват добар бизнис план и да аплицираат за неповратните средства, со чија помош би се самовработиле. Со принципот на самовработување и финансирањето што е возможено во висина од 3000 евра е купена хируршка опрема за поставување на импланти во мојата ординација и тоа функционира веќе уназад овие 3 години. Значи, можам да го нагласам ова како една многу позитивна мерка која што треба младите невработени лица кои што имаат стручни способности за да ја применат, да отидат едноставно да го посетат тој курс за самовработување, да поднесат бизнис план, идеја со која што би функционирале понатака, а со средствата кои што би можат да ги добијат и ќе ги добијат доколку се тоа помине, сигурно е еден голем чекор напред за да можат да функционираат, да работат и да тргнат едноставно тоа што го научиле и што го работат за да може да функционира на тој начин. Покрај оваа програма за самовработување, Министерството за труд и социјална политика спроведува и други мерки кои што имаат цел да се намали невработеноста, а исто така се спроведуваат и обуки за доквалификација на невработените кои што потоа на пазарот на трудот би излегле поконкурентни и полесно би добиле вработување.